другите идентитети се подценува. И на крај само уште малку само за исто на линија на Елисавета. Мораме да зборуваме во име на утишаните, во име на оние што немаат шанси, тоа е нели Бадју на славното. Бадју збореше во името на сиромашните, луѓето од токовите, од субурбан, морнари и такви. Ама ова исто го кажувам затоа што и кај себе сега наметнувајќи еден концепт нели на дури на лично соголување до тој степен да речам субјективизирање на позициите, ама свесто дека и тука има мала демагогија и тоа води во некој хиперперформанс, мислам, некој што исто се случува во светот. Некакво лажно емотивизирање, сензивизирање на целокупната култура и политика. Што значи, една од одговорностите ни е да зборуваме во името на утишаните, а не само да се вадиме као од својата хипер субјективна позиција. Тука со вас, например, не согласувам и тука сум конзервативен. Кате на линијата на Бадју, дека некој мора да се стапува нечи, на луѓето што умреа во концлогори, некој мора да зборува во нивното име. Мислам, бидејќи ги нема, бидејќи се мртви. Толкова. Не толико тога да мислим. Во однос на таа теоријска ригорозност на оправданието зашто феминистичка агенда наспроти некои други и како теоријски и морално се правда таа. Теоријски се правда со тоа што веќе го дискутиравме на самиот почеток, нашиот вовед беше тоа. Значи, во јазикот на политичкото кој што постои денес, вклучително и оној на радикалната левица, е вградена логиката на патриархализмот. Тоа е логика на подчинување, со кој што едно еманципаторско движење, ние феминистките сметаме, не може да се движи понатаму, да оди кон собствената цел, доколку не расчисти со овој примерен проблем на логика на подчинување што е внатре вградена. И ова не е нешто што ние сега го измислуваме или е директен производ на, не знам, нашето постмодернистичко образование. Ова се, например, тези фантастично елаборирани на една авторка која што сега е воскреснува повторно во феминистичката и левичарската теорија Шуламит Фаерстон и незината книга Диалектика на полот. Значи, зборуваме за една интерпретаторка на Маркс и комунистка, која што ја воспоставила оваа агенда прилично ригорозно во незиниот теориски проект и не е само таа, не е единствена, ја давам само како пример за еден од авторитетите кој што ја разработила оваа позиција. Собствената веќе ја кажав и подсетив кој ни беше воведот. И третата и морална и теориска, да речем, скрупулозност, како што кажам, за изборот се состои во тоа што не верувам во се опфатни, тотални и тоталитарни, со тоа се тоталитарни политички агенди кои што ќе покријат апсолутно се правично на планетава или во едно општество. Верувам во контингентни агенди, конкретни, врзани за материјална, за област од материјалната стварност. Мојот избор е феминистичката агенда, значи тоа е и избор. Nekoliko stvari se dela, ali jedno ovo što se nekako uvezuje i sa nečim što ste rekli na kraju i sa ovim o čemu je Kati govorila. Meni je kvir teorija i kvir pozicija vrlo bliska i ja i dan danas verujem da je ta pozicija jedna od najperspektivnijih pozicija teorijskom i političkom smislu danas, upravo zato što je najradikalnije dovoljno pitanje pozicije identiteta i ima taj napor da se zapravo misli izvan tih pozicija i da se politika misli izvan tih pozicija. Međutim, hoću da kažem sledeće, da ta pozicija nije
ili pozicija u odnosu na feminizam ili u odnosu na feminizme. Ja mislim da sad naravno postoje različite interpretacije istorijata queer teorije i samog koncepta i queer politike, ali meni je sasvim bliska i bilo bi spremno da branim ta koja iz koje je queer teorija nezamisliva bez svoje feminističke pozadine i bez onoga što je feminizam ili što su različite feminističke pozicije doprineli queer teoriji. Tako da u tom smislu ja mislim da je i tekako feminizam sam u različitim talasima i u različitim fazama, ove talase ne pominjem iz ovih udžbeničkih talasa feminizma, nego u različitim svojim amplitudama, takođe i tekako osporio tu neku čvrstu, stabilnu identitetsku poziciju feminističku koja bi bila neupitna. I u tom smislu, ako sam dobro razumela ovo na kraju, ja ne mislim da nužno feminizam jeste u nekoj vrsti opozicije u odnosu na ono što jeste prednost i što jeste veliki potencijal queer pozicije. Ono s čim se ne slažem, ali ako ne moramo ne mogu da odvorim, samo da ne kažem, ja i dalje stojim na poziciji, razumem odakle dođe to, odakle došlo to što se rekli, neko mora da govori. Upravo zato mislim ne. I to je nepodnošljivo, to je užasna, nepodnošljiva odgovornost koju svako od nas nosi, da uprkos i takvim iskustvima, kao što su žrtve Holokausta, nikada ne smemo da govorimo u ime drugih. Окей, јас исто би само накратко првино околу оваа што го помена. Мислам дека е јасно дека никој од нас тука не застапува позиција која што би ревитализирала некаква дихотомија. Посебно најмалку родова дихотомија. Кате, јас на почеток ги споменав, кате посебно се задржам на некои од позициите на Ири Гаре, кои што повторно сега стануваат исто актуелни, дури во оквир феминистичките сега текстови кои се појавуваат. Она што е клучно и то се воопшто не се нити есенцијалички, нити идентитетски. Клучната да завршам, клучната критика феминистичка на она што се нарекува фалогоцентризам удира на три темели врз основа на кои што фалогоцентризмот оперира. Првиот е идентитет, вториот е опозиција, третиот е комплементарност. Сите нив ги поврзува хиерархиската релација. Сега, значи, тоа е комплементарноста ја вклучува таа бинарност и опозициона поставеност. Фалогоцентризмот и главниот удар е именно врз таа логика и таа организација која што фалогоцентристичната позиција ја организира. Што значи дека има еден универзален фаличкиот пол, морфологија, идеја, вистина, политичка претпоставка, онтолошка претпоставка, која што се само постулира како универзална и првична и која што врз принцип на негација, мајкавост, недостаток, она што е фалички недостаток или the lack of the female sex, се поставува во бинарна опозиција или комплементарна и демек се надополнуваат, меѓутоа ова второво е секогаш второ и секогаш е поставено во ситуација да го рефлектира првото или да се само детерминира врз основа на параметрите што ги поставува фаличкиот поредок. Значи, ако тргнеме од оваа критика на таа фалогоцентрична позиција и оркестрација на поредокот во кој што живееме, подразбира дека главниот удар е ударот врз претпоставката за едното и сите овие консеквентни, што значи и бинарноста, опозиционоста или комплементарноста, вклучително и ова што ти го тврдиш, стоење или ревитализација на некаква нова дихотомија која што би претпоставувала соодветно пропер женско место. Сега, главниот удар според мене најсилен, и сега јас тука имам некоја одговорност
меѓутоа не би влагало тоа бидејќи јас исто имав некоја првично погрешно на времето наследено постол првичко читање на Иригаре. Меѓутоа ако се фатите да ја читате Иригаре, ќе сватите каква е радикална позицијата која што она заставува и во оние моменти и во оние нејзини текстови каде што тврди дека жените треба да им се вратија се изборат за своето соодветно и својствено место, proper place. И сега она што прави. Кога вели тоа proper place, тоа место е својствено и собствено за жените во онаа најнесобственичка и најнесвојствена смисла, бидејќи подразбира да се изборат за место од кое што ќе можат да станат апсолутно поинакви и нешто друго од онаа позиција на овој фалогоцентричен поредок кој што сега го поменав. И кога Иригареја пише во онаа книга The Sex Which Is Not One, нели полот кој што не е еден, и прави двојна игра сега првичното е наслед. Првата е дека полот кој што не е еден, which is not only полот кој што и не е пол, бидејќи полот првично е дефиниран според фалусот, а второ, полот кој што не е еден и тргнува баш од таа фалократична дефиниција на женскоста и на женското место, или на женското пол кој што не е еден, кој што е недефиниран, кој што нема своја позиција. И тоа е местото од кое што може да се граде мултипликации на различни позиции и различни телесни морфологии. Не една, не дикотомизирана и не есенциализирана позиција. Значи е директно удра през токму оваа логика. Значи апсолутно квиринг позиција е тоа од старт. Тоа е првата ствар на која што сакам само да ако ја видиш, што се случува моментално во Македонија. Прво, пратики говориме на оваа фашистичка багра која што сме дужни да ја слушаме во последниве неколку недели. Значи прво имаш па и вклучително и од жена кога доаѓа таму, значи тоа е другата битна ствар. Не нужно подразбира дека биолошки е предодредена позиција. Тоа става збор за морфологија и за политизирана позиција, како феминистичка позиција. Имаш апсолутно агресивен, насилнички говор и све ова што каде го зборува. Комплетен неоднос кон телата, конкретните тела кои што страдаат и кои што проживуваат ефекти конкретни материјални секојдневни на еден опресивен систем. Значи тоа е првата позиција. Втората позиција што во овој контекст е интересна, ја фаќа баш структурно фалогоцентричната логика. Они немаат можност да заземат каква и да било политичка одговорност која што би подразбирала не себе амнестирање оваа ситуација, него подривање на собственото место на моќ. Тоа е во основа подривање на која и да било онтолошка предпоставка за мојата единствена позиција која што е навиду непенетрабилна, невозможно да биде обезвластена, обезмокната, да биде ранлива, па дури да се откаже од самата себе. Тоа е фалогоцентрична комплетна логика, суштински демократската или анархична позиција без темел, без поредок, без едно, е во основа историски гледано низ овие конструкти феминистичка позиција. Тоа го завршам за оваа реплика. Второ, се слагам со дилемата што Колја ја отвара. Меѓутоа, има тука едно клучно прашање и зашто мислам дека ни жртвите од концлогорите Примо Леви зборува, излегува од таму, зборува од позиција на некој кој што таму директно го преживеал тоа искуство. Меѓутоа, има клучно прашање кое што постојано станува игнорирано во мој култен и веќе толку повторуван, иако до безсвеси, до тежок есеј на спива Can the Subaltern Speak. Она вели на едно место. И после во други интервјуи кога покушава да ја објасни собствената позиција, после многу погрешно читани критики. Вели, прашањето не е дали може да зборува субалтерниот, прашањето е дали има некој, дали може да го слушне некој субалтерниот. И тоа е, мислам, клучното прашање. Значи, не е само дали они можат или не можат и дека некој треба да зборува во нивно име. Клучното прашање е структурно да се променат условите на разбирање, на слушање и на видливост
во кои што ќе може да застанат оние кои што немаат позиција, бидејќи тие услови детерминираат кој е манирот, кој е стилот, кој е риториката, кои се зборовите кои што можат да бидат употребени, начинот на кој што се говори и кои се проблемите кои што можат да бидат изнесени во една јавна дебата, јавна сфера, односно местото на кое што се дебатира и разговара. Ако вие ги извадите оние луѓе кои што сметаме дека треба да се говори во нивно име, ако ги изнесете на јавната арена, која што е арената на полемосот, мора да создадеме поинакви услови за да може да зборуваат, да бидат препознаени, слушнат како човечки и политички легитимен тој јазик. Она што го прави Рансиер во книгата. Вие значи кој е режимот на речливото? Воопшто не се спорам. Добро, иде. Треба да кажеш, затоа што се навраќаме на Иригаре цело време. Не знам што не се согласуваш, но Славчево право. Браво! Браво е! Да кажеме шумска работа. Не ми се сиња фризурата да се. Добро. Не, ја погодам затоа што ја и ти сме се расправале за Иригаре. Значи, не знам зашто ја објаснувате Иригаре тоа. Апсолутно се служам. Добро, точно тоа. Ја трудно спорам. Може требаше да го кажам на почеток, затоа што сите тројца се вртиме околу Иригаре и она ни е главната референца за да инсистираме на таа нужност од измислување нов јазик. Значи, Иригаре прво психоаналитичар и она трга прво од критика на вакво Фројд, па после од критика на Лакан. Тука оперира со Симон де Бовар исто така, значи нејзиното хегеловско читање на психоанализата. Значи, жената е уште од Фројд, после реконструира цела историја Иригаре, значи низ цела историја, но Фројд го зема како парадигматска, таму поаѓа нејзината критика како психоаналитичар. Жената е дефинирана како недостиг. Недостиг, значи не маш, отсуство, нели, дефинирана е како психолошка структура од нејзината завист за пенисот. Според Фројд. Тука и да се вратиме на дека што го каже, проблемот кај Фројд е што зборува во туѓо име. Значи, буквално тоа е вакво методолошки од гледна точка на емпирија која што е нужна во клиничка психоанализа како неговата или психологија, како неговата вакво тоа е едно од најнеистражените места кое што он го зема како аксиоматска предпоставка. Предпоставката за зависта за пенисот не е испитано воопшто. Иако не се Иригаре го спорува теориски, но значи само на тоа сакам да потсетам. Значи дека жената е дефинирана како отсуство, како недостиг и во таа смисла Славчево право ти кажа дека ти не можеш да го имаш тој полнеж на две спротиставени бинарности, две спротиставености или класична бинарност, затоа што имаш само еден полнеж, тоа е тој еден пол и таа една сексуалност и другото е негација, отсуство. Значи, таа асиметрија е толкава што тоа за што си ти загрижен не може да се случи. Не знам. Значи, не знам зашто се трудите да ми објасните дека феминистичката критика е уствари од непозиција и отвара множности и илјада рамништа на различни милион рамништа. Јас зборувам за друго. Предизвикот во постапката, политичкиот процес, супер! Се слагаме со све за тоа. Што правиме политички за тоа? Како тие возможности на рамништа кои не се градат и ја критикуваат иерархијата која е врзувачка за трите тие нишки на критика, како тоа во политичкиот процес, во општеството, во општествените услови, во постоење да не стане уште една, го кажам днеска, политичка партија. Или па, она од наследството од 60-те и 70-те ќе прават маргинални постанување малцински групи кои вон хиерархијата, вон општеството, вон воспоставената формализирана политика ќе прават перформативност, у која ќе се појави нека општествена присутност и пракса во која нема хиерархии, нема окупација на некој простор и која само по себе има важност, зашто дава и преиспитува и го на некој начин го предизвикува општеството во нешто друго. Така. Ама гледаме дека денешниот контекст, со тоа не можеме да се спротивставиме на ужасната моќ
на комбинираниот патриархализам, капитализам, неолиберализам, кој удира и напаѓа најжестоко во последните 50 години. Јас не викам дека таа позиција само по себе теоретски критиката феминистичка е друг маскулинизам. Викам во политичкиот процес како да се избегне да се постави, тоа е предизвикот. Како политички да се бориме против маскулинизмот без да направиме феминистичка партија. Тоа сакам да го прашам, да го поставам вопрос. И второто со што не се сложувам со Славчо, извини, ако бега ме зајава за од почеток зашто ќе кажам. Морам зборот либерализам да го користам. Мислам дека не знам зашто е таа фиксација и фетиш со позицијата од која зборам, позицијата од кој тие зборат. Мислам дека тоа е на некој начин деполитизирачки и кастрирачки политизирачко за да се збори за одредена идеја, пример, комунизам. Која идеја се бори против условите кои ствараат субалтерни, оние кои не се слушаат, кои... И јас не можам да се борам за таа идеја, затоа што на некој начин во таа поставка јас се борам за тие кои немаат глас, па треба со собствената позиција да се преиспитувам, а у баш либералниот, либералната поставка на давање на нечие простор, време, се заснова во суштинскиот гест на нивно виктимизирање. И јас ги третирам нив како жртви, па како жртви тие можат да зборат од нивната позиција на жртва. Почетната позиција од која јас им ја давам нив или пак се воздржувам себе си да не зборам во нивно име е нивното жртвување, виктимизација. Тие се жртви, па се, значи тоа е пристап. Само како жртви јас можам да нив да им дадам позиција и тие треба сега самите ја да не зборам случајно нешто сум кажал во нив. Ама зашто да не може? Зашто сум толку фиксиран за позицијата, а не за идејата за која денеска воопшто не се збори? Јас ти дадов едно име, во комунизам на таа идеја. А кој ти рече да бидеш фиксиран само за позицијата, а не за идејата? Прашањето за идејата нужно да зборам и за пролетаријатот кој може да не сум дел. Паралелно под прашање твојата позиција, а не да ставиш под тепих и да ставиш во позадина и да избришиш историјата на твојата позиција. Никој не рече дека тоа треба да стане апсолутен фетиш и да биде единственото прашање на мета-авторефлексивно дискутирање само за таа позиција, туку постојано да биде видливо и доведена под знак прашалник. Да ја направиш видлива таа позиција, да не ја направиш привилегијата неизречена. Кога ја имаш? Бидејќи тоа по дефолт ќе подразбере дека многу други работи во твоето действување ќе доведеш под прашање. И нема да бидеш никогаш на сигурен терен. Могу мало да преузмем модерирање. Славчо и Артан, можете полако да кренете у кафиć да расправите ово, пошто очигледно изволите, има некој питање, може ли да се уклучи базово, да ја видим да е Славчо, чао. Где су ги организаторке? Имамо време. Освен некој друг ако нема нешто. Може јас да... Како не? Сакам да обрнам внимание исто, да, апсолутно согласувам, ова не води нигде, не скажам да продолжам. Друга една дивизија. Знаете, исто, не знам тој потигна тоа, исто стара тема, многу важна од нова филозофија, да речем, од модерна филозофија, особено со Дерида, субјект-објект. И воопшто, нашите односи сегашни. Многу ми интересно тоа прашање поврзано со рецепција, со медиумски манипулации. Денес политиката е тоа, во голема мера. И тоа сака да ви кажам на примерот на убиство на Немцов, што се случи пред 2-3 дена. Овој проблем значи на субјект-објект. Кај нас нешто слично се случува, тоа исто сакав некој го спомна тоа, дали Артан и некои други луѓе или Катарина за прислушкувањето и тој однос на еден поинаков јазик, поинакви тела на луѓето што се во јавната арена. Значи, ке се обидам тие неколку теми, се надевам многу кратко за минута две да ги спојам. Чисто ви обрнам внимание и на таа страна која ви викам клучна е според мене. Мислам, можеме да ја насловиме, ова што се сакам да го кажам,
управување со перцепциите, управување со емоциите. Значи, сакам да ви укажам дека убиството на немцов е рудиментарно политички чин и дури, како да ви кажам, комуникацијски чин, нешто што ги размрдува скроз на односите во едно општество. Тоа традиционално, тоа веројатно со илјадници години се прават такви работи. Исто толку имаат причини да го направат тоа убиство пријателите на слободата, како и непријателите на слободата. Заради тоа е сигнификантно и заради тоа ви го кажувам ко пример. Пример дека ние, нашите сетила, нашите емоции, а во крајна линија тоа се нашите гласови, тоа е нашето политичко присуство во светот, тоа се нашите релации со луѓето. Значи, во голема мера се изманипулирани. Не би одел толку далеку да кажам дека се изманипулирани од јасни фиксирани центри на моќ, кои убиваат луѓе, ама да тоа го прават, се случува. И лоши центри и добри, во наводници, едните и другите. Но сакам да ви кажам дека таа манипулација е комплексна, се одвива на многу нивоа. Меѓу другото Славчо тоа го прави сега, меѓу другото јас тоа го правам. Значи, своевидни емотивно-интелектуални манипулации. И заради тоа мислам дека е продуктивно, барем мене ми изгледа така, во современата теорија, просто во современиот концепт за знаење, за саморефлексија, за заедница, за управување со заедница, тоест за политика. Мене ми изгледа, како кажам, конструктивно, упатно, да се бавиме со еволуција. И во таа смисла да ги разгледуваме родовиве проблеми. Тоа исто нели помодарски сега, еволуција на психологија, сега тоа, ги знам швейцарскиве, како да кажам, слоеви, околу целото тоа поле на знаење. Но би било меѓу другото ми интересно тоа затоа што задира ова што е основа на нашиот муабет денес, значи бинарната подела. Машко, женско, да, не, добар, лош, тоталитарец, слободарец. Мислам дека меѓу другото и ради тоа еволуциона психологија е важна, затоа што се бави со мозок, затоа што нашиот мозок веројатно функционира на бинарни овакво механизми. И заради тоа луѓе не можеме да избегаме од бинаризма. Тоа е основа на мислење. И заради тоа еве ви го споредувам и со убиството на немцов. Тоа е мислам, нешто што е баш длабоко бинарно и што може да го направат, пак ќе ви повторам, и добрите и лошите, и бајките зборат за тоа. Нели, силите на ова, силите на она. И пак, без да завршам со пак мало овако полемички околу оваа тема која веќе 3/4 ја спомнавме, дали може да се зборува во името на третите, на мртвите, на исчезнатите. Луѓе, тоа не е спорно. Елисавета беше категорична, не може да се збори, некој друг рече, не, баш обратно мислам, дека не е спорно, дека мораме да збориме во нивно име. Ради тоа сега ги спомнав и бајките. Ако не е поинаку, дури низ вокабуларот на бајките, мораме да збориме во името на 600 луѓе кои се запалени во некоја црква. И од кои останало само пепел. Мислам, нема сведоци, нема ништо. Мораме да ја, како да кажам, да ја да ги привикуваме тие слики низ уметност, низ митови, низ конфабулации, низ сето тоа, затоа што нема друго. Меѓу другото и тоа е разговор за третиот. Да закупам, ја модерирам така да се виши да закувам ово мало тензију. Уопште се не слажем, Либерално феминистки. А sad da vidim, samo da smislim zašto. Ne, ja htjela sam nekoliko stvari. Poziv za sve važi i očigledno ovaj razgovor ovdje nas nekoliko možemo još dugo da vodimo, ali ako hoćeš neko da se uključi to, više ste nego dobrodošli, očigledno imamo još vremena. Da, ali nije samo to, kako kažem, nema jednog određenja šta je komunizam. Znaš, i sad ti si izgovorio na takav način da on nužno podrazumeva to govoriti u ime, zastupati neke obespravljene, dakle tu se sad mi malo menjamo, ovde je bilo reči o nečem vrlo konkretnom, ovo što ste vi sad uveli, bajke, umetnost i tako dalje, da, to je kao govoriti, pomerati se, izmeštati se iz sopstvene pozicije, govoriti iz pozicije drugog, iz sopstvene drugosti, to sve stoji,
ali mislim da to nije inicijalno bila tema. Za mene komunizam apsolutno ne mora to da znači. To je pitanje horizonta, perspektive. I u tom smislu i ja možemo potpuno da se složimo oko toga. Znači, nije... Ovde je stvarno bilo reči o tome što jeste jedno važno mesto feminističke teorije i feminističkog nasleđa za koje i dalje tvrdim da najrazličitije pozicije i dalje imaju tu šta da uče iz feminizma. A to je ta spremnost da dovedeš u pitanje sopstvenu poziciju i da imaš tu vrstu osetljivosti i da koliko god misliš da je tvoja ideja emancipatorska, da je ne objektiviziraš, da je ne govoriš u ime drugog. Znaš, ima i konačno nešto što je ovo privatno, ali mislim da je isto važno kao politička ideja, ne mogu da odolim da ne kažem. Ja stvarno sam vrlo uplašena od tog sveopšteg imperativa koji osjećam sa svih strana, a to je ovo su politički uslovi danas, moramo da delujemo. Znači, taj zahtev da moram da budem aktivna i da učestvujem i da nađem strategije u ovome što je dato, ja mislim da je još jedna užasno opasna zamka. S druge strane, ja nemam odgovor, a šta onda? Odnosno, mogla bi sad, ali možda stvarno nije to tema, ali isto mislim da je važno da i to ne kritički ne koristimo kao, aha, ali ovo je naša politička realnost, ajde da vidimo u okviru ove političke realnosti šta možemo da radimo u pozadini toga čujem jedno, jer moram. Ja hoću da imam pravo da ne moram. Ja hoću da imam mogućnost da ne moram. I mislim da, nije ovo, ja sam, pošto sam se obavezala, se ne slažem s tobom. Da. Izvolite. Сакам само да прашам. Сакам само да прашам како феминизмот ја дефинира социјалната идеја во време кога неолиберализмот постојано го менува, радикално го менува односно политичката игра каде што се формираат идентитетите. И не само за таа идеологија, само општо и за левичарската идеологија. Како во ова време феминизмот ја формира својата идеја. Не знам дали го доволно јас. U odnosu na neku neoliberalnu sadašnjost, je li to? Globalna dakle, ja uopšte ne mislim, kako kažem, da neoliberalizam jeste u dosluhu sa onim zbog čega je meni feminizam važan. Ja mislim da je feministička kritika neoliberalizma nešto što je užasno važno i što je neophodno, ali zagovaram ovde feminističku kritiku. Ali kad sam malo prepominjala liberalizam, ja sam samo jedan aspekt za koji ne mislim da je nebitan htela ipak da istaknem. Ima nešto u liberalizam je jedno bio emancipatorska ideologija. Liberalizam je kao ideologija itekako izneo neke feminističke ideje i stavio ih na scenu nečeg što jeste politički život i istorija politike u ovom našem zapadnoevropskom kontekstu. Mora da postoji nešto, hoću da verujem, ili ajde bar da se bavimo time ozbiljno da istražujemo. Da li to liberalno nasleđe i danas, ne pukim preslikavanjem, nego i danas ima nešto što je i danas operativno. Ja ne moram da mislim da se demokratija i komunizam isključuju. Sa feminističkih stanovišta ja ne moram te ili opcije da tretiram na taj način. Ja mogu, jer to je to neko treće, peto mesto koje možemo da ocenjamo, da probam da spajam ta dva koncepta i da iz jednog i iz drugog tražim nešto što je danas šansa za feminističku politiku. Но
неолиберализмот беше еманципаторска идеологија во време на национална држава, кога тогаш веќе постоја јасни категории, што е машко, што е женско, што е нејзината улога, што е традиција, што е култура. Но сега во време на неолиберализам, тие обществени индикатори се редефинираат постојано. Затоа мислам дека во либералистичката улога тука може да игра контраулога во форма на се појави во форма на некој, не знам, може прејак зборен расизам. Посебно кога имаме огромна миграција на работници, вклучувајќи тука и жените. Не сум сигурен колку во глобални параметри изместувањето на начинот на кој што оперира неолибералниот капитализам и прашањето на родот во тој контекст, не сум сигурен колку се трансформира, дали прашањето дека се трансформира и ги трансформира тие параметри или само ги поместува границите кон други домени. Тоа е посебно очигледно кога, ајде во една класично феминистичко-марксистичка смисла, се отвара прашањето за трудот, за женскиот труд и неплатениот женски труд. Со една нова неравноправна геополитичка ситуација во која што западниот и либералниот западен феминизам ги еманципираше делумно западните жени и сега во тој контекст во кој што се поместени параметрите и е изместена таа родова бинарна логика, истите параметри почнуваат да се аплицираат врз други географски подрачја кои што стануваат предмет на експлоатација, посебно со експлоатираниот женски труд, токму од еманципирани западни жени во рамки на западниот контекст. А тие жени се жени кои што доаѓаат најчесто од бизнес. Не резултираат исто. Не резултираат исто. Треба да се земат предвид културните специфики на регионот. Не кај да се резултира исто неолибералната идеологија. Не, апсолутно, да се ви кажа, меѓутоа не значи нужно трансформација на тие параметри. Поради тоа што таму каде што се изместени наведно почнуваат да се репродуцираат старите структурни позиции врз овие нови експлоатирани класи, групи на неграѓани кои што доаѓаат до таа територија врз основа на други сега параметри на експлоатација. Не сум сигурен дека толку се само трансформира. Пошто мислам дека структурно некои карактеристики кои што се вкоренети во таа родова логика остануваат да функционираат. Поменува јазикот, слабчево е поменува, не знам, облеката, културата, начинот на однесувањето, веќе нужно поменува и нужно ги менува и параметрите. Мислам само дали ја менува структурата. Што мислиме, кога е неолиберализам? На што точно мислиме? Што е неолиберализам? Не знам како најпросто да дефинираме моментално е за глобалниот неолиберализам. Тоа е за прифаќање на некој општ економски систем кој доминира врз одредени структури и сеама што следи со тој економски систем, културни специфики и така натаму. Зашто кога читаш внимателно современата економска теорија, ако читаш економската теорија, ја читам економската, но ја читам феминистичката, затоа... Добро, кажи ми, има ли таму јасна дефиниција и дали научно мислиш дека е одржлива таа дистинкција меѓу неолиберализам и сите други форми на капитализам? Ја лично мислам дека неолиберализам е само онаа последната фаза на капитализмот, на комплетната негова спекулативност и така натаму во третиот том од капиталот што е обработена кај Маркс, кредитниот систем, финансискиот капитал, како последна фаза од развојот на капитализмот, патеката на движење на капитализмот. Мислам дека структурно е тоа истата ствар, капитализам. И на Пикетти книгата која читаме, гледаме дека е истото, не знам. Неолиберализмот е всушност идеологија, политичка идеологија. Ама таа идеологија е идеологија на флоскули, на типове како Тони Блер, кои што имаат расфрлано вамо таму по некоја идеичка која што е полиси идеја, која што е манипулативна полиси идеја. За мене тоа не е разработена, како да кажеме, идеологија. И затоа јас се прашувам дали стварно ние имаме неолиберална стварност. Мислам, ме сваѓаш што сакам да кажам.
Ние си имаме работа со капитализам како секој, само тој капитализам е се комплетно интернационален или глобализиран. Тешко прашањето на Кире многу. Јордан, кажи. Мислам дека ги земат доволно предвид културните специфики кои ги носи тој запален капитализам кој ги е сега го обезумуваме на некој начин. И мене ми интересира тука како Не, баш напротив, феминизмот е овој чишта вредност не викаме дека дел од тие придобитки треба да се задржат и треба да бидат нешто на кој што треба да ги подсетуваме другите идеологии, баш тој феминизам на 90-ти, феминизам на постструктурализмот, е феминизам на почитување на културната разлика, значи тоа е инсистирање на почитување на позицијата на субалтерност и сето тоа е нешто што му е баш карактеристика. Сега прашањето е дали тоа стана премногу разединувачки всушност денес. Затоа што не можеме веќе да зборуваме за меѓународни женски алијанси поради тој диктат на културната разлика. Значи, дури феминизмот според мене пати од премногу внимателност на ова на кој што кажеш ти. Тоа е традицијата на феминизмот од 90-ти наваму. Ние сега се мачиме да најдеме нови форми на универзализам. Инаку од Батлер па наваму ние сме оптоварени со внимателноста кон партикуларизмот и културен е сега. Thank you so much. It is always interesting to be at feminist seminars where some men dominate the discussions and not really leave space for women and others to ask questions. Anyway, I feel a bit like we've left the topic for the seminar, and I suppose the time is running out. I'm really curious if you have any more to say about body politics, masculinity, and historical perspectives about masculinity and politics. I'm sure that you have some more to say about specific topic that we're gathered here to discuss. So if you have any more that you would like to share with us, I would be very happy to hear that. Well, I think that, it might be too abstract, and we spent the first half of the panel. Some more questions, let's collect. Let's collect the questions. Yes, If we return to the body, then we'll go into, abstraction. Да прашам нешто. Опасностите за однос на еден аспект на феминизмот, во однос на аспект на феминизмот во кој што практиката на феминизмот, не зборам за теорија. Конкретно ќе дадам приведен пример. Пред неколку месеци Европската вселенска агенција успеа да слета вселенско летало на комета. Значи, фантастичен успех на науката. И еден од научниците беше една тешка будала со брада, со кошула, со голи женски излезе. Му направија таков линч јавен, неколку јавни феминистки, познати колумнистки, што се декларираат како феминистки. Дека жените вака правата ова, тотално го уништија. Човекот излезе, почна да плаче, личеше како најлошата епоха на мекартизмот или на сталинизмот. Го уништија. Друг пример, пред неодамна, една многу позната порно глумица беше брутално силувана од страна на неколку момци, млади, пред незиното дете, дома. И беа осудени ужасно тие, бидејќи беше брутално силување, како брутален чин. Ниту една од феминистките не излезе да ја одбрани правото на оваа млада жена која што решила да си прави со своето тело што сака. Сега, прашањето е за опасноста која што феминизмот, дел од феминистките, и нешто слично, не знам дали
и тоа беше Нардан идејата во однос на феминистичка партија, дали не сме во опасност да некои феминистки стануваат, ја земат онаа позиција, онаа одвратна позиција на патронизирање, на пуританство, на тотална осуда. Значи, еден вид на саудиски клерици, само обрани. Ти не си за феминизам, ти не си за овие права и тебе ќе те маваме, ќе те напаѓаме. Конкретно, например, и понатаму би прашал, или би, ето, некој мислење, скоро со Майкл Рурк, која беше правивме муабет, која би била позицијата па овде на, да речеме, машките во феминистичкото движење? Го прашав, дали имаме право да се декларираме, да речеме, за феминисти? Дали имаме право да збориме за жените? Која би била позицијата? Дали имаме право да збориме, да речеме, за хомосексуалците, за, не знам, албанците или за ромите? Например, мојата позиција е дека не треба да дозволиме жената да се претвори она грозно чудовиште кое што беше доскоро мажот. Ние мораме да ги подриваме структурите на моќ. Значи, јас не сакам авторитети, не сакам нито јас да бидам авторитет, и јас сметам дека мојата борба во оваа борба е во подривање на авторитетите, а не во изградба на нови авторитети. Тоа ми е. Само nekoliko stvari kratko. Pa to puno stvari smo već pričali zapravo danas, bar ja mislim, koji se tiču zapravo nekih stvari koje ste vi sad pomenuli. Ja hoću sledeće da kažem, naravno da sve opasnosti koje možemo da zamislimo postoje u okviru feminizma. Ali isto tako hoću da kažem da nekako kad god je reč o feminizmu, da smo vrlo izoštreni i osetljivi na moguće opasnosti, a da u tom smislu mislim da živimo u svetu koji, da nas okružuju takvi užasi, takav stepen nasilja, takva vrsta autoritarnosti, da sasvim sigurno mislim da naša najveća opasnost nije ono što dolazi sa pozicija feminizma. Što ne znači da želim da ih idealizujem, da želim da tvrdim da sa stanovišta feminizma ne može, kako bih rekla, da iznikne i da neka vrsta fašizacije, ako hoćete, naravno da može. I ovi primjeri su loši primjeri i tako dalje. Ali mislim da postoji, kako kažem, da postoji jedan malo veći stepen spremnosti, ne nužno da govorim sad o vama, nego inače da kada je reč o feminizmu, da postoji taj neka izoštrenost, koje moguće opasnosti mogu da dođu odatle, a da s druge strane zapravo živimo u svetu u kojem postoje i tekakve opasnosti koje vrlo često ne adresiramo sa tom izoštrenošću i jednostavnošću kao kada je reč o feminizmu. Само кратко, не е тоа толку опасност, можност за себе подривање на самиот феминизам. Едноставно, после ова напаѓање на тој будала, стварно требаше да биде осуден, но не така. Самите феминистки, самиот феминизам доби лошо светло во јавност. Во таа смисла опасност, значи не е опасност дека ќе направиш штета. Dobro, sigurno postoje sve. Samo kratko još jednu rečenicu, ovo mi je bilo važno. Ovo poslednje pitanje, da li muškarci mogu da budu... Pa nije feminizam nešto što je isključivo ni žensko, niti vezano za žene. U tom smislu, učešće i činjenica da muškarci prepoznaju za sebe nešto u feminističkoj teoriji nije primer toga govore u ime nekog drugog. Govore u svoje ime, zato što konačno ulog feminizma je promena poretka koji je poredak isključenosti, autoritarnosti i tako dalje, a ne muško u odnosu na žensko i odrodno. Јас само сакам да кажам за овој пример што го кажа првиот, јас се прашувам колку беше и дали стварно беше тоа критика на феминистките, на случајот со научникот. Тоа беше цел мејнстрим медиумски на јавноста. А ја не би рекла дека мејнстримот е феминистички.
се користеше феминистичка реторика за да се оправда осудата, но таа осуда беше во основа од морализам, пуританизам и не знам, она култура на буквално фаќање на етикета за да се искористи за јавен линч. Да, таа тиранија на политичка коректност, со која што ја имам проблем, ама мислам дека значи не е таа прашање само или карактеристика само на феминизмот, туку на еден куп, не знам, форми на диктат на политичка. Дали може тука само кратко да додам? Врска со тој случај конкретно што јас го следев. Прво, најголем проблем во случајот е што иако не сум апсолутно убедена, од тимот, цел тим што го подготвуваше тоа стартување, немаше ни една жена. И значи еден краток искаш што би го сумирал тој цел настан е дека жена може да се најде во тој тим само ако е на кошула, вола и на кошула на некој од ручниците. Прво. Второ, на крај линчот на тие феминистки кои што не беше толку јавен и остане занемарен нормално затоа што јавноста го сожалуваше. Мислам, не зборам се за луѓето колку Тој кутар машујше, али да сета на комета, го сожалувале. Јавноста го сожалуваше. Пошо, јавноста, значи се разбира, подвиж подразбирам. Навреди, измевање и заедно сосебување, тоа води во пакет, мислам, особено на Твитер. Тоа не влезе во јавен дискурс, тоа остане као небитно. И со самото тоа се покажува која е тука позицијата маскулинистичка и која сам. Значи, сожалување за мажот што беше принуден да се расплаче, не велам дека не било искрено. Гледам јавноста како го перцепира тоа. Сожалување за мажот што плачеше и што мораше да се извини заради една кошула, толку тривијално. А за овие жените што наводно го осудиле, што добија закани, никој не се позанимава. И тоа баш илустративно за целата, тоа беше таа медиумски хаос, мислам, тотално дури небитен. Цел настан, не треба внимание да се опека, ама пак така заврши, значи заврши баш по таа исташина. Феминистка кажа, нешто добива лич и сите го жалимо тој личување. А овда, мислам, тие имињата не ги знаеме, така, жените останаа неименувани тие што критикуваа. Именуване тој е лицето на настан. Да, и уште имам кратко, најмногу заради тоа би највулгарно, затоа што сепак беше дискусијата доминирана од мажи тука. Мислам дека веќе жена се спомна. Спомна Катерина на почеток за јазичните практики и многу се согласувам тука, ама ајде во пракса што може да се направи. Јас го се трудам да дувачка со баш секој ден се судирам со тоа. Многу она бед ставка, ќе речат англичаните, која го ставаш тоа цело време, додаток граѓани, па дали во заграда, па дали се посоцрта, па дали малку со машки род да се преведува, ако се малку со жени. Кој е начинот во пракса да излеземе од таа замка? Невозможно да го некажем. Добро, ние не зборуваме за говорените јазици, значи тоа што би било ланг на француски во таа теорија лингвистичка, туку за лангаж, за системот јазичка. И значи концептите со кои што располагаме, концептите Славчето отиде до крај, до коренот на сето тоа. Концептите со својата хиерархиска логика и таа хиерархија на несомерливост, значи на полнотија на значење, кое што е машка и од друга страна негација на тоа отсуството, значи тие бинарности. Потоа фактот дека го зборуваме за лангаж, ние зборуваме и за дискурс, за тоа како раскажува една општествена цивилизација. Ако ти имаш, значи, историја на која што е патриархална, маскулинистичка, историја на големи битки и победи, водени од големи војни и така натаму. Значи, повторно концептот е на хероизам, на жртва, на функционирање во име на општото добро и така натаму, повторно е маскулинистички. Значи, ние зборуваме за јазик во таа смисла, значи, за можностите на мисливото. Тие се растемелуваат со поинакво теоретизирање, со поинакви дискурзивни пракси, со поинаква нарација, со поинаква проза, поинаква теорија и акција политичка.